Со такси заминал од стража на крвавиот пир. Осомничениот за тројното убиство, Драган Манаилов, бил професионален војник со служба во касарната во Куманово. Тој деновиве, според информациите на Канал 5, бил на стража кај воениот магазин во кумановската населба Проевце. Утрово повикал едно кумановско такси. Во него се качил со соопремата која имал, а пушката со која подоцна го извршил тројното убиство, најверојатно е криел во ранецот. Според нашите информации, Манаилов бил припадник на единицата за логистика во Кумановската касарна и 7 дена требало да биде на издвоена стража на магазинот во Проевце. Исто така е познато дека пред 2 години бил на 6-месечна мисија како дел од македонскиот контингент во ИСАФ во Авганистан. Од АРМ и од Министерството за одбрана го осудија тројното убиство, а за професионалниот војник соопштија дека ги поминал сите тестови при приемот и никогаш немал дисциплинска казна од предпоставените. Во однос на извршувањето на неговите задачи и однесувањето било во согласност со прописите, законите и не сме имале како армија никаков проблем. Напротив, имал дури високи оценки. МВР од друга страна соопшти дека Манаилов досега имал 2 кривични пријави за телесна повреда и за тешка телесна повреда сторена во семејството. Во АРМ вела дека нема никаква информација до нив за евентуални судски пресуди. До овој момент за ова лице, за овој професионален војник, до армијата на Република Македонија, односно Министерството за одбрана, нема пристигнато никаква судска одлука, односно пресуда, која што би имала било какво дејство врз неговиот статус во армијата на Република Македонија. Манаилов бил професионален војник од 2000 година. Во 14 годишната кариера немал пријави, а еднаш бил во мисија надвор од државата. Надлежните во одбраната ќе испитуваат и како се оддалечил од стражата и дали пред последната задача имал проблеми. Иако според нивните досегашни информации, тој ги поминал сите прегледи и тестови во целиот тек на воената кариера.